Уште еден голем успех за штипјанецот Марко Џорлев, кој на Балканското карате првенство освои златен медал. Балканското карате првенство за деца се одржа во Истанбул, Турција во период од 31 мај до 2 јуни. Џорлев за телевизија Емнет вели дека конкуренцијата на истото била доста голема. Јас учествував на Балканското првенство за деца во Истанбул во Турција. Тоа се одржа од 31 мај до 2 јуни, изминатиот викенд. Конкуренцијата беше многу голема, значи за прв пат од кога јас настапувам на балканските првенства имаше учесници од сите 12 балкански земји. Конкуренцијата беше доста голема, имавме категории во кои настапувавме, јас во мојата категорија имав 32 каратисти од 10 различни земји. Имав 5 меча до златиот медал, од кои сите ги доби во моја корист и ги победи сите мои противници. Младиот каратист за телевизија Емнет го раскажа неговиот пат до златото во Турција. Првата борба се борев против репрезентативец од Босна, кој го декласирав со 5-0. Потоа вториот меч ми беше со србин, кој е доста искусен надпреварувач, но и тој успеав да го победам со 2-0. Четвртфиналето и полуфиналето, односно третата и четвртата борба, ми беа против турци, кои беа многу добри. Еден од нив беше државен првак на Турција, но и нив двајцата успеа да ги победам. И во финалето повторно против репрезентативец на Босна и го победив со 3-0. Џорлев вели дека на Балканското карате првенство настапало за цела Македонија, а тој го освоил единственото злато за Македонија од 112 каратисти. Се разбира, значи јас не настапувам само лично за моето име, туку еве за цела Македонија. Ова е единственото злато од 112 каратисти кои бевме на Балканското првенство и чувството е неописливо, значи кога ќе победите во финале на Балканско првенство, потоа ненормална среќа. Многу честитки од сите каратисти кои што беа заедно со мене, моите родители, тренерите и селекторите кои што беа таму. Моите матични тренери од мојот клуб не беа таму, но потоа се исконтактирав и со нив. Тие ме спрема за ова Балканско првенство, значи тие се најзаслужни за тоа. Сакам на нив да се заблагодарам. Но мајка ми и татко ми беа таму и тие ми беа многу голема поддршка, ме поддржуваа и ме мотивираа за Балканското првенство. И кога го освоив, кога го веев македонското знаме, тоа беше многу голема среќа и многу убаво чувство. По порзот на претходното Балканско првенство, Џорлев цела година се подготвил и ова година го освојува златниот медал. Лани, во 2023 година, бев исто така на Балканско првенство во Бар во Црна Гора, но за жал изгубив. И од тогаш тоа ми беше како мотивација за да продолжам уште поеко, за да наредното Балканско кое се одржа оваа година, да освојам медал. И затоа подготовките почнаа одма кога завршив со последното Балканско, 2023. Се подготвував два пати дневно тренинзи, сабајле трчање на патеката во Штип и вечер тренинзи во сала. Џорлев 3 пати го освојува државното првенство во Македонија, а златото на Балканското првенство е неговиот најголем успех. Пред да го освојам ова злато од Балканското првенство, кој е дефинитивно мој најголем успех, и јас имам учествувано на 4 државни првенства на Македонија и сум 3 пати државен првак поред од 2022 до 2024 година. Првото државно првенство ми беше 2021 година во Кавадраци. Го освоив второто место, но на наредните три го освоив првото место и се закитив со златен медал. Најважните првенства за оваа година завршија. Тоа беа државното и Балканското првенство. Сега следува пауза, а потоа подготовки за силни меѓународни домашни турнири на кои учество ќе земе младиот каратист Марко Џорлев.